Како што видовте во најавата, мој денешен гостин е поранешниот министер за внатрешни работи, господинот Павле Трајанов. Господине Трајанов, добро дојдовте. Добро ве најдов. Се шират најразлични информации, односно шпекулации за тоа дали полицијата употребила прекумерна сила на протестите минатата вечер, каде што протестираа граѓаните кои што се незадоволни од договорот меѓу Македонија и Грција. Но пред да го продолжиме разговорот, ќе побарам прилог од колешката Кристина Атовска за како МВР ја оправдува целата постапка. Нема да дозволиме нов упад во собранието, велат од МВР по синоќешните насилни настани, а обвинителството ќе ги прегледува уличните снимки за да утврди кој сторил кривично дело и дали полицијата правилно реагирала. Лица со фантомки ја турнале оградата во обид да влезат во законодавниот дом. Реакцијата на полицијата е во рамки на нејзините законски утврдени надлежности да ги обезбеди институциите и јавниот мир, велат од МВР. Дел од групата, од која голем дел маскирани, ја турнаа заштитната ограда и почнаа да фрлаат кон полицијата со камења, пиротехнички средства и други предмети. Исто така се обидаа и насилно да влезат во зградата на собранието на Република Македонија. Потоа, дел од демонстрантите продолжиле да дивеат низ градот, демолирани угостителски објекти, нападнати гости, запалено возило, хаос и по завршувањето на протестот. Околу 21 часот и 30 минути, дел од оваа група, околу 50-тина, се упателе кон плоштадот Македонија и влегле во неколку локали, каде што го искршиле инвентарот и предизвикале страв и паника меѓу гостите. Исто така, опожарено е патничко моторно возило во близина на хотелот Holiday Inn. Повредени се 10 полициски службеници, од кои еден потешко и 7 демонстранти, а приведени се 26 лица. Меѓу приведените е и снимателот на порталот Infomax, кој по протестот останал пред собранието. Од МВР вела дека тој одбил да се легитимира. Новинарот на Infomax одбивал да се легитимира и тој е однесен, значи не е уапсен како што се шпекулира, туку е однесен во полициска станица за да се утврди идентитетот. Веднаш што ме утврди идентитетот, новинарот е пуштен. На синоќешните протести беше нападнат и снимателот на Еден ТВ, а случајот е веднаш пријавен во полиција. Од МВР апелираа до новинарите уредно да се легитимираат и да не ја попречуваат работата на полицајците. Апелираат и до демонстрантите мирно да протестираат. На расветлување на синоќешните настани работи и јавното обвинителство. Ојо побарало од МВР да ги обезбеди снимките од безбедносните камери. Од содржината на видеозаписите, како и од други обезбедени докази, ќе се утврдува евентуалното незаконито дејствување на лицата лишени од слобода и на малолетните лица претходно лишени и пуштени на слобода. Воедно ќе се утврдува и идентитетот и на други лица инволвирани во настанот за кои ќе постои сомнение дека со своето однесување се сторители на кривични дела. Согласно на содржината на видеозаписите и другите докази ќе следи поднесување на кривични пријави. Групата најави нови протести, а од МВР вела дека ќе постапуваат во рамки на нивните надлежности и нема да дозволат да се повтори 27 април. Уште еднаш да повторам дека мој денешен гостин токму на оваа тема е поранешниот министер за внатрешни работи, господинот Павле Трајанов. Господине Трајанов, беше ли употребена прекумерна полициска сила на синоќешните протести? Мислам, за да се даде оценка или да се процени како интервенирала полицијата, треба да имате релевантни факти, информации, за да дадете конечна оценка. Сепак треба внатре во МВР да се разгледа целокупната состојба, интервенцијата, активностите на полицијата и тука сигурно дека ќе има оценка од страна на јавниот обвинител. Јас сакам да укажам на некои други аспекти. Значи, пред и за време на подпишување на договорот имавме подготвување на јавноста. Така да почна една силна манипулација со чувствата на граѓаните. Прв започна председател на државата Ѓорѓе Иванов, а продолжи натаму председател на ВМРО ДПМН господинот Мицковски. Независно што директно не се посочуваат или не се декларираат како организатори, имат голема одговорност за уставно кажане хушкање, потикнување на незадоволство кај граѓаните и започнаа собирање
но да ги ставиме нив на страна. Мене ме личи на исто сценарио што се случуваше пред 27 и на самиот ден на 27 во 2017 април во 2017 година, кога имаше силни најави и сигурни и потврдени информации дека се подготвува дестабилизација на Македонија, дека се подготвува насилен упад во парламентот и после една ескалација на состојбите да се бара председател на државата да воведе воена состојба, а со тоа да е симне легалната легитимна власт, демократски избраната власт. Значи, по сите се елементи кажуваат дека се повторува или се обновува ова исто сценарио, затоа што имаше кружеја повикување дека треба да се организира уставотворно собрание, дека треба да има воена состојба, дека треба да се симне оваа власт, бидејќи според нивната декларација, дека оваа ненародна власт и така натаму, дека ги издава националните интереси, дека на овој начин со овој договор се ништи македонецот како идентитет и така натаму, што апсолутно се тоа ништо не држи вода, затоа што со овој договор во суштина се јакна државноста на Република Македонија. Унитарниот карактер на државата. Значи сме во меѓународен договор признати како македонци, јазикот како главна карактеристика на национален идентитет и така натаму, и што најбитно се отварат перспективи за Република Македонија. Секојно, ја затоа се залагам цело време, да има јавна расправа, аргументирана расправа помеѓу граѓаните, политичките партии, експертите, универзитетските професори, медиумите, невладиниот сектор, затоа што низ оваа расправа, вклучително и јавни протести, мирни јавни протести, низ оваа расправа граѓаните ќе може да ги согледат сите елементи, предностите на договорот и на референдум ќе се изјаснат. Ако мнозинството се изјасни за договорот, тогаш тој ќе се имплементира. Ако граѓаните на оваа држава не го подржат договорот, тогаш тој нема да се имплементира. Подпишувањето на договорот е само почетна фаза на имплементација на овој договор. И затоа мислам дека сите овие што потикнуваат сега на протести, на насилство, апсолутно не се на линија Македонија да биде стабилна држава, во неа да профункционира правото, владење на правото, да се создаде амбиент за инвестирање, за да се создадат услови младите да останат во Република Македонија. Така да ескалацијата на вакви настани е сосем очекувана, затоа што има тука голем број на граѓани што протестираат затоа што така размислуваат, дека треба да го искажат својот став. Има некои профитери политички што на собраните граѓани тие се тука се вклучуваат јавно да бидат видени, препознаени, на тој начин мислат дека ќе соберат некој политички поен и се разбира има кои што директно се уфрлени за да предизвикат неред, насилство. Затоа користат и фантомки. Мора да има штаб, мора да има сценарио кој што раководи со целокупните овие активности сега во Република Македонија. За безбедностните проценки, да, ќе ве прашам малце подоцна. Она што го прокоментиравте дека председателот Иванов е првиот кој што поттикнал на овие протести, во неговата порака не се повикуваше на насилство, се повикуваше на зачувување на идентитетот, како што вели тој, исто и председателот на ВМРО ДПМН. Многумина ќе речат дека токму нивната порака е она што значи, условно кажано, патриотизам. Значи, во овој момент дел од граѓаните се поделени за тоа дали договорот и носи перспективна иднина на Македонија или се работи за оддавање на она што е македонско. Значи, пораките граѓаните најразлично ги сваќаат и ги прифаќаат, за некои сепак е емотивно прашањето. Сосема е нормално граѓаните да не мислат сите исто. Значи, затоа инсистирам на јавна расправа. Граѓаните да можат да учествуваат во таа расправа, да го кажат својот став, зошто се против или зошто се за, но ако вие секојдневно тврдите дека ова е капитулација, дека ова е предавство на националните државните интереси на Македонија, на индиректен начин ги повикувате да се сруши тој договор, граѓаните ги повикувате. Како ќе се сруши ако создадете хаотична состојба, ако ни стои хаос, дестабилизација,
ако го предизвикате или навидом се создадат услови, председател на државата да воведе воена состојба и на тој начин да воведе воена управа. Влада која што се бира, која што ја бира председател, ја формира председател на државата. Мислам дека тоа е илузија, до тоа не може да дојде, но доволен елемент е секој да рече од тие што сака да учествуваат во протести, рече добро, со масовни протести, со насилство ние ќе ја симнеме оваа легитимна, легално избрана власт и ќе дојде некоја власт или некоја група која што се соочува сега со правото, кое што меѓу другото можеби е главна цел во еден хаос да прекинат сите можни постапки против оние што беа инволвирани во кршење на основните човекови права, индици за кои што има и сомнежи и постапки се водат за тешки облици на организиран криминал. Така да исклучително сложена е состојбата во Република Македонија и затоа треба граѓаните да бидат предпазливи. Секој мора да понесе одговорност за вкупните состојби, поготоа за можните тешки последици. Бидејќи сите живееме во една иста Сакам да укажам дека легитимно е некој и да протестира, мирен протест, легитимно да кажете свој став, да не се служувате со ставот на другиот, на владата, на председател на владата. Но ако учествувате во насилство, ако сакате насилно да влезете во парламентот, да ги рушите демократско избраните институции, треба да бидете свесен дека може да сносите и одредени последици. Така. Во една ваква хаотична состојба која што се случи во текот на вчерашната ноќ, видовме дека има насилство, видовме дека има користење на пиротехнички средства, фрлање на дрва, на камења, имаше обид, насилно да се влезе во парламентот. Сето тоа се елементи кои што, ако добро ги процените, дека мирната определба на голем број на граѓани само да искажат свој револт, протест, никој друг свесно на организиран начин го поттикнува и го организира да има насилство. Така да треба да се направи селекција за тие што свесно одат кон тоа да ги рушат легалните институции и оние што искажуваат на мирен протест, револт или неслужување со она што се случува во Република Македонија. Ако рековте дека теренот веќе беше познат, дека можеше да се предпостави што ќе се случува, односно дека ќе има незадоволни граѓани кои што ќе излезат да го искажат тоа пред потпишувањето на договорот, тогаш како се вршела таа, еве од позиција на поранешен прв човек на полицијата, како се вршела таа безбедносна проценка и тоа присуство на полиција пред собранието? Добро, државата има институции, меѓу нив управата за безбедност и контрразузнавање, кои што треба да собира суптилни безбедности и индикативни информации. Натаму агенција за разузнавање која што е под контрола на председател на државата, таа треба да собира меѓу другите информации за можна инволвираност на странски елемент, странски служби. И во координирана, да речеме, во координирани активности треба да соберат информации сите тие служби, и самата полиција, другите оперативни служби, треба да го хранат државниот врв, посебно штабот во МВР, и врз основа на тие информации се гради реална проценка со какви капацитети треба да действува МВР, се со цел да делува превентивно. Ако сте добро организирани, ако се поставени сите служби, добрата организација и поставеноста ги одвраќа граѓаните на насилство, затоа што знаат дека ќе следи соодветен одговор. А ако брзоплете се собират полицајците, ако не е добро организирано, тогаш можно е да има пропусти, но мора да се води сметка и покрај да биде се совршено добро. Секаде има партизираност. Дури има сега огромна партизација во МВР. 10-11 години се прима секаде па и во МВР само под партиски список, по партиски список. Така да може да има и обструкции, можно е некој намерно, треба да се води сметка, намерно да испровоцира другата страна. Значи, меѓу бројните припадници на службата има кои што се партиски определени, кои што не работат согласно уставот, законските надлежности и овластувања, дека можат да потврдат или намерно или не знам да не извршат одредени активности што треба да ги извршат. Некои сензитивни информации наместо да ги пласират до врвот во МВР, ќе ги
пласират до партиите. Значи, треба да се разгледат сите аспекти при едни вакви состојби турбулентни времена во Република Македонија. Исклучително е тешко да се раководи со институција како што е МВР, која што е силно партизирана и треба не знам какви напори човек да направи да сето тоа да го координира, се со цел МВР да функционира согласно и да биде полиција за секој. Да, така да и секогаш имало пропусти. Независно што МВР излезе со соопштение дека се било согласно закони и така натаму. Кога ќе се направи анализа на интервенцијата, треба да се видат слабостите, пропустите и ако има било какви намерни случаи, тогаш сигурно дека ќе се реагира на соодветен начин. Но битно е што имаше агресија, насилство од поединци и тоа е за секаква осуда. Но дали поединците можат во таков еден протест лесно да бидат? Секојаш кога имало досега, значи од и претходно и од 90 година наваму, во сите овие така наречени мирни протести, секојаш има поединци кои што ги користат за насилство. Проблем е дали средината каде што се движат тие ќе ги осуди, ќе превенира, ќе притиска да не прават проблеми или ќе бидат поддржани. Добро, но протестите секој се уфрлуваат елементи кои што можат да предизвикат неред, насилство, да ја нападнат полицијата, да повикват на насилен упад. Затоа е работата на тајните служби да ги соберат тие информации и навремено да превенираат. Господине Трајанов, дали е оправдана употребата на созавецот на вчерашните протести, бидејќи се работи за индивидуалци кои што, можеби тргнаа кон полицијата, меѓутоа таму има исто постари луѓе, едни фини луѓе кои што се загрижени поради најразлична причина се убедени, и тоа е сосема нормално да има луѓе кои што мислат дека но дали е оправдана токму таа употреба на созавецот или пак во МВР треба да има една внатрешна контрола, дали бил воопшто неопходен тој созавец? Значи, тој што директно раководи со единиците, веројатно врз претходна консултација, но и непосредно, како е таму командата сега организирана по хиерархиски пат, доколку не може да ја смири, да ја спречи масата, да влезе во објектот кој што е по заштита. Значи, прво се постапува со најблагите средства за приселба и на крај со оние кои што можат да остават последици и по други, не само тој. Значи, тоа е сепак проценка на МВР, но ја реков дека треба да процени работата на МВР кога користи вакви средства за приселба, дава оценка и треба да се вмеша и јавниот обвинител. Многу е неблагодарно од оваа позиција, ние како независни посматраци, тоа што го гледаме, наблюдувачи, што го гледаме од медиумите, што слушаме, читаме, да изградиме конечна оценка. Значи, имаше инцидент, имаше агресија, имаше насилство, имаше соодветна реакција од страна на полицијата и сигурно дека треба да се стишат малку работите и после тоа, како што нагласив, да се направи анализа на активностите, на акциите на полицијата. И доколку има пропусти, тие треба да се надминат соодветно како што налагат прописите за работа на полицијата. Исто на синокешните протести беше приведен и еден представник на порталот Инфомакс, за кој што дел од новинарската фела ќе рече дека е новинар, дел ќе рече дека не е, бидејќи истиот човек учествувал на протестите за заедничка Македонија. Но тоа воопшто, можеби и во моментов и не е важно, ако се знае дека упатувал вербални навреди и закани. Меѓутоа, 4-5 полицајци за спроведување на еден човек во полициски автомобил. Дали е тоа прекумерна употреба на силата на полицијата? Секој граѓанин, вклучително новинарите, имат право на протест. Може вербално да биде напаѓана полицијата. Полицијата мора во првите редови, првиот кордон, да бидат највовижбаните, најтрпеливите кои што можат да издржат провокација, дури удар. Значи, тој систем, како се поставува, е цела наука како треба да делува полицијата. Јас лично не оправдувам ако се попречува работата на било кој новинар. Значи, треба да се создадат услови новинарите слободно да може да вршат својата професија.
ниту пак оправдувам граѓаните кои реагираат селективно према одредени новинари, тие можат да снимат, можат да прават разговори, а никои други не можат, ниту пак полицијата. Зошто и како постапила полицијата треба да се види, но овој случај треба да биде предмет на разгледување и доколку има пречекување на законските овластувања страна на полицијата, за тоа треба да си понесе соодветна одговорност. Значи во целина осудувам било какви активности, против новинарите, против слободно извршување на нивната професија, бидејќи ако почнат да се елиминираат новинари да не може да бидат на лице место, да присуствуваат, да известуват, тогаш сите ние ќе имаме погрешни информации. Селективното информирање во еден момент може да годи на власта, но следниот ден ќе се јави уште поголема агресија, поголемо незадоволство. Значи, точната, објективната информација е клучна за граѓаните да носат правни одлуки. Но видите што е проблем? Проблем е што ние имаме лажни вести. Живееме во време на лажни вести, вести врз основа на кои се гради перцепцијата, размислувањето, ставовите врз основа на што ги градат граѓаните. И тука е сериозен проблем околу тоа што е точно, што не е точно. Тоа лажните вести не влегува како канцер. Да, али тука се присутни од вчерашниот митинг, имаме известување или градење на одредени стави врз основа на лажни информации, лажни вести или зголемување на одредени работи, како се случувале, како се одбивале. Сепак треба секој граѓанин да процени, да преземе дел од одговорноста, дали во овие турбулентни времења, дали е добар начин со агресија, со насилство, и дали некој уопште може да го оправда со насилство да се остварат одредени политички цели. Значи, преку насилство не може да се остваруваат политички цели. Тоа е основна работа за која што сите се залагаме. Државата е една, граѓаните се поделени по политичките партии, по убедувањата на различните политички партии. Веројатно, пораките од лидерите токму треба да водат кон смирување на тензиите. Меѓутоа, приведени се 26 лица, од нив 5 малолетници на синокешниот протест. Аргументите на токму на поделените страни се дека за време на таа фамозна шарена револуција и тогаш се фрлало со боја, меѓутоа полицијата не употребила сила. Тогаш, дали токму тие пиротехнички средства се причината за таквата формација на полицијата да ги растера граѓаните? Иако и за волја на вистината, за време на протестите, првите протести на шарената револуција, кога се уште не беше нарекувана како таква, исто граѓаните беа растерани од страна на полицијата пред владата на Република Македонија. Тоа е класична манипулација, додека трае протестите пред и за време на така декларираната шарена револуција, со тој назив, дека не употребила сила полицијата. Имаше повеќе информации како и некој начин делуваше полицијата, дури имаше апсене на студенти кои што беа читаа во библиотека без било каква врска со протестите. Па имаше една интервенција голема во Ѓорче Петров, каде што буквално околу тие што протестира се направи обрач и се започна масовна користена сила. Полицијата работи по команда, па наредба. Така да, неспорно е дека тогаш кога интервенира полицијата, секогаш има, во секој случај, не може да се измери точно што и како ќе се употреби. Значи, станува една состојба каде што во секунди се одлучува што и како треба да се действува и тука секогаш може да има грешки, затоа викам дека треба да се почека. Што се однесува до лидерите на партиите, јас колку што анализирам последните денови, нема, освен СДСМ, нема друга политичка партија што повикува на смиреност, на разумно однесување, на одвраќање на граѓаните од насилство. Добро, одговорноста е сепак најголема на СДСМ за овој договор. Тоа е партијата која што е на власт и тоа е партијата која што стои практично. Се работи за договор кој што е постигнат, кој што е во почетна фаза и другите партии не може на индиректен начин да потикнуваат незадоволство, немири, насилство преку своите канали да натаму да не се превенира од евентуално инволвирање на странските служби, тоа што ние имаме цело време дека ќе се направи се Македонија да не стане членка на НАТО, зборуваме пред се за НАТО. Значи има структури
кои што на еден или друг начин ги потикнуваат и странските фактори. Но тоа е сепак одговорноста на власта, на државните институции, тие работи на време да ги попречуваат, да ги разобличуваат и да се действува на начин што граѓаните сепак ќе бидат правилно, навремено, точно информирани, за да не ги зафати еуфорија и да започнат активности кои што значат рушење на уставниот поредок или дестабилизација на државата од пошироки размери, која може да има тешки кобни последици по перспективите на нашата држава. Одговорност имаме сите за случувањата. Знаете, сега излегува дека сите претходно што преговараа, дури тврдат дека имало и подобри понуди. Логиката што беше промовирана во Македонија дека времето работи за нас, а не за Грција, се покажа погрешна стратегија. Имало услови да на поинаков начин да се разреши 2009 година Демократскиот сојуз подготви стратегија за фазно решавање на овој проблем, и тоа Никола Груевски, ВМРО ДПМН и отвори таа стратегија. Проблем е дали некој само јавно манифестирал дека е за НАТО, за Европска унија, во суштина сакал држава каде што поединец председател на партија, односно на влада, ќе управува со целокупната држава и ќе воспостави еден авторитарен систем кој што ја враќа постепено Македонија назад. Ние сме по сите параметри на дното во Европа. И сега полека се отворат перспективи за подинамичен економски развој, за поголема безбедност, стабилност на државата, кој што е клучен услов за економски развој. Сега ние бараме одговорност од тие што успеале со поддршка на Европска унија, со поддршка на стратешките партнери, да се постигне некаков договор што објективно ги штите нашите национални стратешки интереси. Значи, треба да преземете одговорност, треба да имате визија за единината на државата. Рековте, политичките лидери треба да повикуваат на смиреност. Ги спомнавме и НАТО и ЕУ, меѓутоа на синокешниот протест еден од политичарите се качи на оклопно возило. Неговата мисија, како што вели председателот на партијата Единствена Македонија, Јанко Бачев, била да ги повика демонстрантите без инциденти да протестираат. Пред да продолжиме со разговорот, ќе го повикам прилогот за господинот Бачев од мојот колега Антонио Крстевски. Јанко Бачев се качил на оклопното возило за да апелира до граѓаните мирно и достоинствено да протестираат. Во изјава за еден ТВ, председателот на Единствена Македонија вели дека не прекршил ниту еден закон качувајќи се на полициското возило со знамена Русија и 16 кракото сонце од Кутлеш. Смета дека полицијата на синокешниот протест пред собранието употребила прекумерна сила кон демонстрантите, но и кон него, покажувајќи ги раните на нозете, за кои тврди дека ги добило до клопното возило. Се качив на Херемелинот буквално за да ја повикам масата достоинствено да извикуваме Република Македонија, и во тој момент од полицискиот службеник кој што управуваше со Херемелинот, со него ми кажа дека да се сигнал од Херемелинот и ќе се до тука, ќе застане, нема да тргне на народот. Меѓутоа видов дека тоа беше на голема лага. Кога се сигнав од Херемелинот, во тој момент токму кај мене беше фрлен солзавец и шок бомба, поради кој што дополнително имав и јас здравствени проблеми. Министерството за внатрешни негира дека полицијата употребила прекумерна сила, туку интервенирале за да се спречи населен упад во собранието. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски вели дека Министерството во соработка со јавното обвинителство ќе презеде соодветни мерки. За сите што го прекршија законот и што ќе го прекршат законот, ќе бидат преземени соодветни мерки и активности во координација со јавното обвинителство. Лидерот на Единствена Македонија, која важи за партија што отворено се противи на членството на Македонија во Европската унија и НАТО и формирање стратешки сојуз со Русија, вели дека и понатаму ќе дадат отворена поддршка на протестите за промена на уставното име и ќе ги вложат сите партиски капацитети да спречат спроведување на договорот кој го потпишаа Димитров и Кодзијас, а го аминуваа Заев и Ципрас. Се враќаме назад во студиото со мојот гостин господинот Павле Трајанов, поранешен министер за внатрешни работи. Колку е дозволиво за Јанко Бачев како човек кој што
условно кажано и доаѓа од полицијата да се качи на едно вакво оклопно возило, тоа е прекршување на законот. Плюс е политички лидер кој што испраќа порака кон одредени граѓани, а таа порака одредени граѓани ја примаат. Па, знаете што, во овие протести влијанието е на други политички партии, што имат огромно членство, што имаат влијание во јавноста, и тука е Јанко Бачев и некои други од помали политички партии кои што сакат да се покажат во јавноста, за нив да се разговара, што и му успеа како трик, да речеме, да се каже, на полициско возило, и сега за него да расправаме. Мислам дека обидот сега да се оправдува дека тој повикувал на мирен протест, апсолутно во една таква гужба никој никого не слуша, така да тоа е само оправдување сега. За секој случај, него е легитимно право да настапува јавно, да се залага за една или друга опција. Ние сите не можеме да очекуваме да бидеме сите да бидат за НАТО, за Европската унија. Тој избрал сосема друга опција за друга, не знам, заедница предводена од Русија. Тоа е негово право, право е на граѓаните колку ќе се приклучат со него, така да апсолутно. Дали има прекршување лично од него? Прекршување секој што со насилство презема одредени насилни активности, ќе процени полицијата дали го прекршил законот или не. Инаку вака гледано од страна дека немаше некој посебно прекршување или попречување на активност на полицијата, доколку ја попречува, ако со својата активност ја попречува полицијата во извршување на своите задачи, треба соодветно да се постапува. Но сепак е работа тоа на МВР да процени дали Јанко Бачев ги прежекорил. Вака како гледачи ние, тој успеа да биде предмет на интерес сега и да биде во сите медиуми, што е целта на некои од политичарите преку вакви активности да допрат до граѓаните. Така да, Таранов, он во целта практично успеа. Во политиката сте од осамостојувањето на Република Македонија, нема да ја прашам да го коментирате договорот меѓу Македонија и Грција, бидејќи решение конечно е постигнато, двете држави го надминуваат спорот, за волја на вистината, на, како што рековме, на дел од граѓаните тоа им се допаѓа, сметаат дека носи кон просперитет на инина, на дел не. Она што би ве прашал за крај е дали доколку овие протести продолжат, доколку политичките лидери кои што исто така не се согласуваат со договорот, односно тоа се председателот на Републиката и најголемата опозицијска партија, не се согласат, дали на Македонија предстои некој нов вид на политичка криза? Па, протестите не може да бидат само организирани. Имат силна логистика и поддршка од ВМРО ДПМН, од структури од ВМРО ДПМН кои што сака да се дестабилизира државата. Иако јавно не ги поддржаа протестите. Се разбира дека и во ширената револуција имаше инволвираност на партиите, и во протестите што после изборите 2016 година декември, дека имаше целосна поддршка од ВМРО ДПМН пак на тие протести, и сигурен сум дека и сега има силна логистика на најголемата опозициона политичка партија. Ако тие престанат со било каква логистика, протестите ќе престанат. Нема да има масовност, нема, знаете, некои што повикува, не знам, на бунт, на едно, на друго, излегуваат со 5-6 души. Така да, ако не е ВМРО ДПМН, овие лидери од условно кажано на помали партии ќе излезат сами, нема да имат поддршка од граѓаните, од народот. ВМРО ДПМН, СДСМ и од албанскиот фактор ДУИ и некоја друга политичка партија имат силна машинерија која имат и механизми како да ја развижуваат и како да ја изнесат на улица. Доколку ВМРО ДПМН продолжи со овие активности, можно е да има дестабилизација, нарушување на јавниот ред и мир, но нема да има таква поддршка како што тие очекуваат од граѓаните. Затоа јас инсистирам на тоа. Сите политички партии, вклучително и од коалицијата што ја предводи СДСМ, сите се вклучат во овие активности. Не може тие да исчекуваат исход од некакви состојби од државата, па после да се иват да коментираат. Значи, треба на граѓаните масовно да се објаснуваат
позитивни аспекти на договорот. Во договорот има болни страни, болни решенија за сите нас. Нема во оваа држава македонец што би се сложил да му се промени, да се промени името на Република Македонија. Ова е болен компромис, но компромисот после 25-27 години ги отвара перспективите на Република Македонија и затоа сметаме дека треба да има реална проценка, разумно однесување од секој од нас. Што е другата алтернатива? Да тапкаме во место или и натома да одиме надолу. Тука е одговорноста на лидерите на партиите, на медиумите, на невладиниот сектор да објаснат на граѓаните во каква состојба е нашата држава и како и на кој начин можеме да се движиме напред, да исчекориме како држава. Господине Трајнов, ви благодарам за одвоеното време и вашето гостување во Студио 1. Политичкиот трилер Санта Аргирова е практика на ова Студио 1. Времето на Перонов, незиното дело. Благодарам. Така, ве очекуваме и во некои од наредните наши изданија. Благодарам. А сега одиме со